Може ли да ни дадете малце подетални информации како Груевски и Мицковски го организирале вчерашниот инцидент во затворот? Истрагата која што е отпочната ќе покаже кој точно, како се спровело, како се одвивал целиот инцидент, кои се одговорни, така да Значи не се они организатори. апсолутно тие се организатори, сценарието, преку пласирање на лажни вести, ширењето на навистини, дека имало скршеници на раце, апсолутно го потврдува сценарието на Мицковски и Груевски за обид за дефокусирање на јавноста од она што значи одговорност и побарана одговорност, осомничењето на Трајко Велјановски, каде што се сомничи отворено за еден од можните организатори во односта на СССР. Вчерашниот инцидент прашам, не за 27 април. Рековте дека како им се јавиле у затвор, им кажале како може да го организираат, тоа ме интересира, како ви се информации? Ширењето на лагите и невистините, ширењето на страф, пласирањето на лажните информации е сценарио на Мицковски и на Груевски. Уште една информација, како докаде е процесот со отказите на роднините на функционерите од власта? Има ли нови откази со оглед на тоа дека некои функционери вработија по тројца, четворица од семејството, еден, двајца? Како води процесот? Имате ли информации некои? Она што го знам дека вчера колешката Мира Стојчевска повлече дел од вработените роднини и тие се повлечени од нивните работни места. Останува и повикувам сите функционери без разлика дали се од ВМРО ДПМН, СДСМ, кои што имаат вработено функционери од морални и етички причини да разговараат со нивните роднини и истите да се повлечат од работните места. Вие како партија одговорноста ја лоцирате кај поранешното и сегашното раководство на ВМРО ДПМН. Во исто време премиерот побара оставка од директорот на затворот. Не е тоа разминување малце во ставовите? Не е разминување во ставовите, затоа што премиерот повика на оставка заради инцидентот кој што се случил. Значи, воопшто осудуваме инцидент да се случува тако во затворот. Она што ние тврдиме е дека по случката, по случувањето на инцидентот, институциите се ги превземале потребните мерки за дополнително да спречат ескалација на тој инцидент. Дали мислите дека е нормално осуденици на различни дела во притвор да се шетаат заедно? Обратете се за овие прашања во затворот во Шапка. Белските избори, до кај се подготовките, кои се следните избори и дали ќе има нови средства меѓу премиерот? Разговорите траат, знаете дека овластени од страна на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се председателот на партијата Зоран Заев, генералниот секретар Александар Кирацовски и организациониот секретар Миле Зечевич. Исто така веројатно такви тела има во другите партии. Добро е што постои желба кај сите политички партии во однос на коалицијата и оние кои што се опозиција од албанскиот блок за изнаоѓање на можни решенија околу заеднички кандидат на престојните председателски избори.